Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Илија Јовановиќ од невладината Градиме иднина. Господинот Јовановиќ гостува редовно во студио 10 на телевизија 24. Најчесто зборуваме за правата на децата кои питачат или за злоупотребата на децата кои питачат, но сега имаме една проширена тема која се однесува генерално на правата на децата кои се посвојуваат, за питачење, за останатите сегменти во овој сектор. Господине Јовановиќ, добре дојдовте во студио 10. Ви благодарам на поканата, добро ве најдов, поздрав до целата екипа на ТВ24, на сите новинари, главни уредници кои ги подржуваат програмските активности на Градиме иднина Скопје и поздрав до сите слушатели и гледачи на ТВ24. Да, гледаме дека сте подготвен со материјали, ќе видиме таму што има, но сакам интересна ми еве за почеток, обично наградите ги оставаме за крај, но сега ќе почнеме со наградата. Гледаме дека добивте на награда Мајка Тереза, можете ли да не кажете нешто за тоа? Да, видите, Градиме иднина Скопје кој го започна во 2021 година, 3.12.2021 година, кој го започна проектот заедно со поддршка и помош на медиумите, главните уредници, сите кои го поддржуваат проектот, неколку општини, мои блиски пријатели, да ви кажам, Градиме иднина Скопје откако е основана од 2003 година, па се до ден денеска, едино што доби прва плакета и слоган од Мајка Тереза. Ние имавме една пред католичкиот Божик на католиците, ми се јавија од католичката црква кои го следеа целиот проект, да ви кажам, ја дури воодушевен, изненаден бев и ме охрабрија да продолжиме и понатака по хуманите постапки на Мајка Тереза, каде што ја еве свесна на највисоко ниво ја зголемив и да ви кажам, овој проект кај што вроди и со плод и доби прва награда, пак ќе кажам таа награда, односно слоганот ова што е тука пред јавноста, да ви кажам, ја добија Градиме иднина, не Илија Јовановиќ, невладината, моето работење, медиумите, главните уредници, дописниците, новинари од цела Македонија и ова е тоа првото што го добивме после од прилика 30 години. После 30 изминати години што ова го доби Градиме иднина Скопје, пак ќе кажам, ова е наградата за сите. И ние треба да продолжиме затоа што ние сме, кажав, еден сервис на граѓаните и довербата на граѓаните каде што не треба надежта да ја губат, него тие што се борци, што ја работата отворено, транспарентно, медиумски покриено и не треба да ја губат, затоа што ние сме пак сервис на граѓаните. Денеска сме, утре не сме. Битно нешто оставаме, резултати, дела, проекти и така натака. И се надевам дека овој проект и многу идни проекти кои ќе ги работи во 2024 Градиме иднина Скопје со помош, пак ќе кажам, на медиуми, главни уредници, новинари од цела Македонија, кои веќе сватија дека сериозно работам. Јас кажав дека само зборот го дадов и пред Господ, пред граѓаните, медиумите и сите кои ме знаат во медиумството, ќе работиме сите заедно работата. Лични интереси тука нема да гледаме. И продолжуваме така заедно. Да, но овие награди ви се важни, бидејќи ви даваат сатисфакција, ви укажуваат дека сте на вистинскиот пат, особено кога доаѓаат од едни вакви субјекти кои исто така имаат силен хуманитарен аспект и тоа вас ви покажува дека одите во вистински правец. Да, сите заедно идеме во вистински правец и ја едино што сум првиот мотор кој ги буткам сите сили што ги имам во себе дадени од Господ. Јас пак ќе кажам, едно ти зима, друго ти дава, но треба да продолжиш во животот и продолжуваме. Јас сум многу упорен. Јас едно нешто што ќе зацртам сејат, кој ќе го имам во план со факти, со докази, материјали, истражувања, деноноќно неспиење, со години неспиено. Јас ова го работам прилика 30 години го работам, целата моја младост која немам и живеано, ни среќно детство што немам видено во мојот живот, сега тоа децата мои го имаат. И сите кои ги спасуваме за да тие имаат среќно детство и безбедна иднина и подобра иднина и да ги спасиме сите заедно. И втора работа, многу сум среќен и горд што ова така го продолжив. И не ми е жал што младината ми отиде во хуманоста. Битно им докажав како треба да се работи, како треба една сопствена земја да ја сакаш, да се бориш за своите права, сите ние имаме права, но треба сите да се бориме и сите вака ако работиме, ние ќе имавме најака метропола во државава и во целиот свет и во целиот Балкан. Така да мора да се продолжи во живот, сите ги охрабрувам
да бидат големи борци, оптимисти, тоа што ќе го наумат да го тера до крај, да не се откажуваат. Јас сум имал и кризни периоди, и тешки моменти, и повлечен сум бил, и деца да ми се такви, ама ние тие што сме така размислуваме и знаеме како треба да се бориме, и тоа мене уште појако ме прави, затоа што јас кажав дека секое утро на Господ му се молам 45 до 50 минути, затоа што сум жив, здрав, прав и агендата да ја продолжам и нигде да немам по патот и семејството и сите да ми ги штити каде што треба да работам и да функционирам. Тоа е. Дома мирно спијам и мојата патека, мојот живот ја кој го поминав стварно во најтешки периоди и во кризни моменти, земете од мене, учете и ќе станете големи борци и тоа те прави во животот, да бидеш голем упорен и ако се сака, се може во животот. И све може да се постигне. Вие за оние кои не знаат, сте исто така дојдени од дом за деца без родители. И така ја имате изградено, имате изградено својата животна патека цела. Јас ја имам. Денеска имате семејство, имате своји дечиња, имате работи, имате невладина организација, прилично имате еден јасно зацртан пат. Имам и мојата среќа, мојата гордост е што ги имам сите пријатели, и пријатели и непријатели. И само на тоа се гордеам, на тоа се тешам и поздрав до семејството Симевски, каде што ете ме вработи покојниот Александр Симевски, баш кога ми беше најтешко, ме вработија во Житолукс. Од тука битките јас ги почнав. Од самата компанија и тогаш почнав по сите врати да тропам дека сите треба да ги вработуваат. И кога им е најтешко, и кога бевме без закон заштитени, каде што сега сме со закон комплетно заштитени, освен Д10 програмата Мила Царовска која ја укина, но јас тоа ќе го вратам назад. Тоа што е ставено во закон не треба да се изменува, треба да се консултира со стручњаци, експерти, градини на деца без родителска грижа, без родители, младите. Ние не можеме сеат едно нешто носиме да го рушиме и пак мене да ми излегуваат по улица и невработени. И тука се враќаме проституција, дрога, самоубиства, криминали, па трче, погреби, едно друго. Тоа нема да го дозволам воопшто. И како родител, и како председател на организацијата. Значи јас сакам тоа што го поминавме ние, тешкиот пат со 20.000 денара во џебот, isfрлен на улица, ни на небо, ни на земја, под ведро небо, полиција ти доаѓа те брка од домот, ти мора домот да го напуштиш. Нема така сега да биде. Нема ниту да имаме страф од полицијата, ниту од државните органи, ќе идеме институција по институција, закон по закон, член по член од Законот за социјална заштита и правата на децата без родителски грижа, каде што веќе они комплет целосно се заштитени, што сега се борам за децата 2000 кои се на улица, кои се злоупотребуваат од битачење, нудење на сексуални услуги и многу други истражувања кои ги правам, каде што сега ќе се борам, реков 2024 бездомниците, не може 4 месеци градот Скопје, Црвен крст и Републичкиот Црвен крст на цела Македонија да само 4 месеци бездомниците да бидат згрижени. И за нив мора да се направи нешто ново и сите општини треба тој проблем да го решаваат. И во истражувањето кај општините кажав дека секоја општина има буџет, финансиски средства, добивка од продажба на парцели, дупови и така натака, не сакам во тоа да навлегам, со тие дел од средствата треба да издвојуваат, каде што Труд и социјала кажав издвојува средства за деца од улица, дека треба дневни центри во цела Македонија да се отварат, не само во градот Скопје 2 и тука да се стаи крај на приказката. Тоа не иде така. Кажавте за програма која е укината. Која е таа програма? Програмата Д10 е тоа, на годишно ниво по 10 младинци и младинки кои ги напуштат згрижувачките домови, детските домови, треба да се вработуваат со закон во јавни институции, државни предпријатија, државни институции, приватни компании и така натака. Д10 во времето на Мила Царовска се укина и факултетите кои се финансира од страната на владата, каде што во времето на претходната влада, претходниот премиер Никола, што се донесија, се дополнија измените, тоа беше по мое барење и притисок правев голем дека треба да се донеси и дополни измени Закона за социјална заштита на децата кои ги напуштат домовите и групните домови по 18-та година, нели да не излегуваат на улица, да не бидат вработени, него спротивно вработени, доделување на стипендии од 1 до 4 година, доколку не сака да се вработи, да се запише на факултет. Сега тие две гранки на нашата категорија се укинати, но јас техничкиот министер веднашка го известив и кажав да
се врати тоа да го истражи, да го провери и зошто тоа е така направено. Затоа што не може тоа така. И јас кажав, веднаш, не спиеме ние. Ќе ги бараме нашите права. И мора Д10 програмата да се врати, затоа што јас тоа што го започнав, треба да продолжи до крај и не треба пак да ни се сечи гранката на која треба да се подобрат условите и да формираме семејство и да не бидеме на улица. Д10 програмата јас ќе ја вратам што е изгласана, помината во времето кој ги нудат сите политички партии. Јас кажа, политика мене не ме интересира. Ги научив сите кој се, што се, како се, нашите права до крај ќе ги бараме. Не може Д10 да биде укината и по кој основ. И факултетите од прва до четврта година да имат право да се запишуваат, затоа што јас ќе кажам, ние имаме родители, немаме од нивната страна ниту поддршка, ниту финансиска помош и така натака. Дел од граѓаните кои ги плаќаме сите давачки се тие од буџетот на Македонија да продолжат и со тоа откако они ќе завршат социологија, педагогија, стоматологија, медицина, електронауки, ITT и така натака, ние се бориме за да бидеме конкурентни на пазарот, да бидеме достапни до сегде, да бидеме вработени, да бидеме обезбедени со се, да оформиме семејства и да нема таква категорија на ова. Ке има за жал, но ако се работи по сите правила, принципи и да не се укинува Д10 програмот и упис на високо образование и понатака да продолжат со магистарски и докторски студии, верувате дека поуспешни генерации ќе излегуваат. Не можеме ние назад да се враќаме, затоа што сите земји напред идат, ние уште сме назад. Да. Имате ли некаков одговор од надлежните? За жал се уште немаме, но кога дознав дека ова се расправав и со Тренчевска, молчеа, не ми одговараат, нема никакви одговори, нема дописи, не знаеме по која причина е укината. Зошто? Јас дознав дека при тој оглас кој ги вработуваат нашите штитеници кои ги напуштат домовите и изгрижувачките семејства и групните домови, покрај тоа и партиски машини вработувале. Значи, они прават и прекршок на јавниот оглас и нема кој ревизија да направи на тоа. Значи, покрај програмата Д10 си вработували партиски машини. Зошто? Вработи си ги ти по друг основ, моите не ги чепкај. Или како доделување на социјални станови. Не може високи функционери да добиваат социјални станови, дознаме дека се разведуваат за да земат социјални срамоти. Срам да ви е, арам да ви е. Стварно е жално. Не може некој што има капитал и имоти, станови, ова, она, ќе се разведуваме по брза постапка, ќе платиме на судот и ајде, земете станови. И имаме ние најголема социјална држава. Па ќе имаме од такви предрасуди, такви... Да, доколку е навистина така, тоа е навистина катастрофа, да. Кога зборуваме за ние, како што кажав јас во најавата, често зборуваме за правата на децата кои питачат за нивната злоупотреба, ќе го ставиме тоа за понатаму. Сега ќе почнеме со на друга тема, тоа е темата на посвојување. Исто така актуелна тема, тема која со години има своји одредени специфики и проблематики. Како е сега со посвојувањето на деца? Видите, посвојувањето, прво јас еден апел ќе дадам до сите посвоители. Сакате осудувајте ме, сакате не, Господ е еден. Посвојувајте ги со љубов, без мито и корупција. Престанете да подкупувате членови од комисијата во труд и социјала, да им подплаќате, да ми избирате машко или женско. Децава не се ниту компири, ниту пипер, ниту патличен, каде што и тоа мене ме повредува како родител и како бивши штитеник во тие домови. И јас сум бил на листата за посвојување, моите не дозволиле да ме посвојат, но ете, еден е Господ, се вработи в семејство и така натака. Втора работа. Сите кои се посвоени имаат право да го знаат биолошкиот корен. Република Македонија не ја почитува Конвенцијата за правата на децата. Правата на децата од Конвенцијата член 7, права на децата имаат право да ги знаат кои им се биолошките родители. Јас себе ќе дадам еден апел до сите кои чекат на листата за посвојување, престанете да давате мито и корупција. Знаеме кој што и како ги зимат, го прекриваат, но ја тоа нема да го премолчам и од никого не се плашам. Покрај посвојувањето, брат и сестра ги одвоиле кои се од Република Македонија, пораѓањето децата се одвоја братот и сестрата, се сретнуваат, се запознаваат, стапуваат во љубовна врска, стапување во брак. И што тоа ќе се ова?
прво здравствени проблеми, инцистот и многу други нерешени проблеми се случуваат. Некои истражувања што ги направив после 15 години се најдоа 2 сестри. Зошто да се делат? Посвоените имат право да ги знаат родителите. Тука све е ова напишано. Јас ќе кажам, мотото ќе ни биде и проектот и ти имаш право да ги знаеш кои се твоите биолошки родители. Се извинувам само за гледачите да биде појасно. Сега не е дозволено да ги знаат своите родители? Не е дозволено. Членот 123а, податоците од заснованите посвојувања се службена тајна. Во Република Србија, во многу други земји, имат право да ги знаат кои се биолошките родители. Мислам дека во Република Србија имат право во 18-та година матичните книги на родени, на починати и сите тие работи, и имат право да ги отворат книгите. Ние тоа ќе го бараме. Член 123а од законот, кој се во службена државна тајна, ние ќе бараме тој ова да се дополни и измени, затоа што јас кажав дека Македонија не ја почитува Конвенцијата за правата на децата. По член 7 од правата на децата треба да ги знаат кој од Конвенцијата. Ние до Страсбург ќе идеме, каде што и друга невладина поднеси, и тоа го истражував. Имат право да ги знаат. Но се извинувам, кога вели дека е службена тајна, да не се мисли дека родителите на посвоеното дете немаат право да ги знаат биолошките родители? Дали они или детето не сме да ги знае? Детето кое е посвоено, дали е машко или женско, немаат право да ги знаат кои се биолошките родители. Градиме иднина со сите последни сили, ќе се бори, јас го давам зборот, како сите проекти ги донесов, дополнив изменив и ги направивме со огромни резултати, како со децата од улица. Верувате дека и ова ќе го бараме јас право, затоа што јас сум дел од таа категорија, што и јас имам право да ги знам биолошките родители и сите кои се оставени во групни домови, згрижувачки домови и така натака. Јас ќе кажам дека законот, сите ги замолам граѓаните, законот за семејство, член 20 од законот за семејство, член 20, прочитете го дека не смеат браќа, сестри, роднини, прво, второ, трето колено да стапуваат во брак, затоа што може да се деси оној проблем, здравствениот проблем и инсистот помеѓу роднинска врска. Да. Јас од ова нема да се откажам, напорно ќе биде, ќе ми отвори голема работа и долг пат, и јас вака ќе ги замолам сите посвоители, децата да ги подготват, да ги спремат со стручни тимови од психолози, педагози, дефектолози, со стручните тимови и училиштата, да ја кажуваат вистината на децата со неколку што се консултира стручни од таа област, педагози, дефектолози. Децата треба да ја знаат од 5-та до 7-та година дека се посвоени и треба да им се кажат кои се вистинските биолошки родители. Све тоа што е сокриено во државна тајност, да ние не знаеме кои ни се биолошките родители, јас тој член, додека сум жив, ќе го искоренам, ќе го сменам од ново и ќе барам од сите политички партии да го изгласат, да го дополнат и измена, затоа што ние имаме право да ги знаеме кои ни се биолошките родители, зошто во државна тајност. Што, брат и сестра да... Вие сте биле и, како што кажав, ни самиот дом, дете во дом, и знаете од внатре, и вие, и со другите деца, нормално во комуникација. Зошто е важно за тие деца да се ги знаат своите биолошки родители? Јас кажав дека не смееме браќа, сестри, први братучеди од прво, второ, трето, четврто колено. Член 20, законот за семејство. Не, тој е во ред, тој дел. Но зборувам од еден психолошки аспект. Дали е важно децата да се ги знаат? Дали сакаат да се ги знаат? Тоа ми е прашањето. Видете, треба стручен тим да се направи од страната на сите центри за социјални грижи и од Министерството за труд и социјална политика, каде што е ова замрено и умрено и никој не го мрднал, но јас ќе го раздвижам со сите сили да продолжи овој напред проект. Треба да се формира тим, да ги спремат, да ги подготват, баш во која фаза од 5-та до 7-та до предпубертетот да знаат кои им се биолошки родители. Адаптација, работилници, спојување родители, мајка, татко, посебно со мајката да се разговара, посебно со таткото ако е во некоја средна ниво на алкохоличар или неколку дела направил од
разочараност во животот од многу други лоши работи кои му се случували или може така он така одлучувал да биде, а треба прво тимови да се формира за да се работи на работилници, а ова е замрено преку 30 и повеќе години и долг процес е ова, откако тие тимови ќе се направат, откако ќе се работат со децата, со спојувањето, поврзувањето, први, втори, трети братуџеди, браќа, сестри, роднини, чичковци, многу подобро ќе биде, затоа што јас ќе кажам, браќа, сестри не смеат да се делат кога ќе се дават на посвојување. Или давајте ги двајцата, или не ги двојте, затоа што јас кажав дека брат и сестра ете што ги одвоја, се земаат. Здравствените проблеми, инцистот и втора работа. Ние не смееме тоа да го дозволиме. Тоа е најголемата грешка и пропустот на сите центри, на сите посвоители, на Законот за семејството и на труд и социјална. Најголемиот е пропуст што немаме никакви едукации, работилници, да од самото дете кога е одземено од биолошките родители, да не знае правото како да си го. Јас сега сите амбасади ќе ги известам и ќе ги соберам амбасадорите и ќе го промовирам ова затоа што највише од нив ќе барам поддршката, затоа што они се тие кои и тука треба да ова. Не може Конвенцијава за човекови права во Страсбург и не знам на други места како што истражував, имаме ние право, Македонија не го успорува правото. Чекайте, ние сме од други земји во Република Македонија, па да немаме право да ги знаеме како може во Република Србија да ги отворат матичните книги, да ги знаат биолошките родители. И јас во законот член 123 ќе барам моите биолошки родители, еве ги, во табелата ги има во извод на родени, мајка, татко, и во мојата извод на венчаници ги има биолошките родители на мојата сопруга и моите родители ги има. Јас не се срамам од тоа. Еве ги има. Јован Јовановиќ, Вангелица, тие се моите родители. Јас ги имам запознаено. Ама јас уште повеќе ќе истражувам, не ради капиталот, ради имотот, ради земјиштето. Нека им служи на чест тие што го зимаат. Еден е Господ кој ќе ги казни по тие работи. Во овие табели сеат, како што ги има, јас ќе барам во изводот од матична книга на родени, извод на родени, државјанство, плюс да ги има биолошките родители кои се при посвојување на детето. Тоа ќе го барам од Законот за матични книги на водење. Во ова изводот и венчаницава да ги има плюс една додатна табела кои се биолошките родители, кои се посвоените. Тоа ќе го барам, па што сака нека биде, дали ќе се лутат посвоителите или не, посвоителите се должни со законот и членот на конвенцијата, членот 7 за правата на децата без родителска грижа, без родители кои се посвоени, треба да ја кажат отворената реална карта и вистина. Дури ја ги учам посвоителите како да истражуваат, како да барат. И многу ми е мило што ете на Facebook страниците се наоѓаат на социјални мрежи, но тоа и малци и шкакливо сеат. Ти не дај Боже да сгрешиш на погрешна особа, да му кажеш ти дека си ми татко. Еве ја и ти ќе се усогласиме. Сеат ти си ми роднина, ајде да отидеме ДНК да направиме. Што ако ДНК-та не потврди дека ти си ми мене татко или брат, сестра? Па утре ти ми поднесеш тужба. Затоа ги замолувам посвоителите, отварајте очи, уши, што правите, како израшувате, како барате. Дајте сите заедно да се сплотиме, да направиме еден голем протест и ве охрабрувам и треба да си го знаете своето право, затоа што многу семејства кога гостував на друга телевизија, сите ги засегна овој проблем. Дури медицински лица кои се во здравството, во приватни ординации, здравствени, доктори ми се јавуваат кои се посвоени, не сакам да ги именувам, ќе го чувам тоа во тајност. Утре дента и во теков на емисијата кога гостував на утринска сител, верувате, голема прашина отворив и тема, и ќе ја отворам и доправа. Добро, имате ли некаква статистика или информации, бидејќи вие тогаш сте биле во дом, колкав процент од децата се посвојуваат? Видете, има голема бројка на посвоени, тоа дополнително ќе го истражувам, ќе го најдам, затоа што сега ми се отвора една голема работа и големо затворен предмет, треба да го отвориш и да дојдеш до целта. Не знам колку е големата бројка на посвоени, но многу се чека на листата за посвојување. Ќе ја најдам бројката, но јас пак ќе кажам, сите ги охрабрувам, дајте, побарете ме да стапиме во контакт, да почнеме од негдека, да протестираме, да ја дигнеме на највисоко ниво нашето право. И ти имаш право да ги знаеш кои ти се своите биолошки родители. Јас пак ќе кажам и ќе се навратам. Инцистот и здравствената состојба се загрижени и медицинските лица кои се посвоени и од повисоката генерација, од
ситуираните семејства и многу други се загрижени само заради децата кои оформиле семејства, да не се во роднинска врска, крвна врска и така натака, затоа што мораат да ги знаат кои се биолошките родители и јас кажав и ќе им кажам на посвоителите, кажете ја вистината кои им се биолошките родители. И Труд и социјала, центрите, домот за доенчиња, сите институции треба да ги отворат книгите кои им се биолошките родители. И ги замолувам сите посвоители. Правото наше да не го укинува детето кое ќе дојде на овој свет. Името да не се менјава, презимето да не се менјава од биолошките родители. И тоа ќе го барам со закон и ќе го заштитам. Ставете го додатното ваше презиме кое ќе се венчават синот или ова, го зимат и го дополнуваат презимето. А инаку како се ставаат имињата? Имињата по изборот на посвоителите. А доколку не е посвоено? Доколку остане во дом? Кој му го дава името? Родителите. А доколку нема име? Доколку нема, не знам, ќе го истражам, ќе го проверам тоа. Дали службите социјалните или кој го решава тоа? Па тоа треба да баш нели кажам. Интересно како прашање. Така, да, има една. И име и презиме зборуваме сега, не само име. Да, тоа апсолутно. Видете, јас кажав, значи ги замолувам. Бидејќи мислам дека има и случаи кога да речеме оставено бебе, не знаеме. Така, како еве, Бог да го прости, најден, другите сите тие кои страшни приказки имам тука што ги читав и што ги гледав. Во ред, имате и други проекти, ајде да поразговараме малку за тоа. Еве имаме градење и реновирање на куќи за социјални семејства. Зашто се работи тука? Видете, Градиме идни на Скопје ќе започне нов проект, доколку се вклучат граѓаните волонтерски хумано да учествуваат во реновирање на отстранување на стара електрична инсталација, водоводна, за да не им се палат старите домови дотраени. Ги замолувам сите за занаечиското друштво, јас ќе стапам и во контакт со занаечиската комора да многу волонтери, мајстори се вклучат, да не биде све со надомест со плаќање, да се плаќат мајстори. Апелирам овој проект сите кои се од занаечиското друштво, од занаечиите, од електричари, водоводжи, мајстори за кровови, за зидање, за санирање и така натака да се вклучат во ова за да им помогнеме на многу семејства да имат домови. Градиме идни на Скопје со помош на медиуми, новинари, портали, социјални мрежи, компании, граѓани, училишта, деца, цркви, манастири, општини, сите градоначалници, сите граѓани кои се вклучува, Градиме идни на Скопје со помош на сите граѓани, компании кои ги спомнав, изградивме ние две нови куќи. Една Тетово село Сиричино, многу сум горд веќе што имаат 7-8 години свој дом и Велес Керамидна каде што направивме исто, доградивме, односно каравин се направи, но ние на таков принцип не работиме, правиме клуч на рака давање нов дом или реновирање да се спасат тие семејства со помош на училиштата, на децата, на градинките, да домот им се санира и реновира и тие деца заслужуваат без разлика што се случувало во нивното изминато време, да им се направи нов дом, санитарен чвор, купатила, тоалети, да имат заменета стара со нова електрична инсталација, затоа што во Велес која градевме куќата од темели им се запали куќата од стара електрична инсталација. Ние веќе започнавме во неколку компании, преговараме со многу компании, приватни компании кои се гиганти во Македонија. Ќе ги вклучиме сите амбасади и ние работиме по програмата на Градиме идни на Скопје од 2023 и 2024. Продолжуваме ние тука со многу активности да им се реновираат и санираат домовите и со тоа, откако ќе им се реновираат и санираат домовите, бараме ние и од нивна одговорност. Ние ја следиме состојбата како се грижа за нивните домови. И откако ги изградивме тие два дома, ние од лошите страни во животот ги спасивме тие семејства да продолжат во животот, да се тргнат од чишето, од алкохолот. Веќе ме радува што се вработија, што и децата порасна, си имат свој покрив на глава, си ги подмируваат сметките, не се етикетират како сиромашно семејство и ние ги правиме да бидат негдека горе-доле еднакви и правата да ги има да бидат еднакви со средната класа и ниската класа и ги спојуваме да бидат изедначени и тие заслужуваат да растат со родители, да не се дават во домовите. Многу сум горд и среќен што веќе кажав дека во Тетово имат 5 или 6-7 години, а во Велес веќе 5-6 година следиме состојбата кои имат нивни домови. Градиме идни на сакаше да го продолжи овој проект, но откривме во многу такви семејства од нивните роднини да
го кријат имотот неподелен, што им следувало законски парцела, одделење на имотот, браќа, сестри и така натака, видовме дека имаше злоупотреби од тие социјални семејства и го стопиравме проектот и реков дека повеќе нема да реновирам, но сега ќе бараме цела комплетна документација да ја достава до Градиме иднина, каде што ние 2-3 месеци ќе ја истражуваме дали има нива, парцела, куќа, викендица и така натака. Тоа ми е поука од транспорт и врски кога поднесувавме барање за социјален стан добивање. Тоа е едно нешто што многу мене ќе ми вреди дали има на катастерски имот нешто парцела, доколку се најде ова, ние ќе превземеме мерки и санкции против тоа семејство дека прави измама, злоупотреба и не става во замка и нема да биде на листата за градење и реновирање на станови. А Градиме иднина ќе ги вклучи сите школи, сите градинки, сите деца, сите родители и компаниите кои ја покажуваат општествената одговорна, не средства да ни даваат, да купуваат материјали самите вработени, ќе ги едуцирам и мотивирам пред Нова година за Великден, за Божика, одредени денови на хуманоста, да им се реновират и санират домовите. Имав еден таков проект и да ви кажам, горе-доле имаше резултат, не идеше тој проект по мене, преку мене и не ни сакав, ама успешен беше да ви кажам, ќе продолжиме со тие емисии, да им ги санираме, да градиме нови домови, да не бидат конкурентни на пазарот како социјални случаеви, откако ќе ги средиме, ќе бараме и родителите да ги вработуваме во компаниите. Затоа што ние прво ќе ги вработиме, ќе ги условуваме со неколку услови, а не кујки да им направиме, онда не ми иде на работа. Прво да се вработат родителите, децата да си добиват нели она детски додаток, образовен додаток, затоа што многу права не си ги знаат социјалните семејства и не знаат самите битки да ги водат во својот живот. И јас како поранешен штитеник и како лидер 30 години на оваа организација, во сите полиња, во сите сегменти им помагам и ќе им помагам за да имат подобро утро, да имат подобар живот и да ете утре основат и тие семејства, затоа што години наназад не е работено со тие семејства. Ќе дадам се од себе, само не сакам да према мене имат злоупотреби и да барат одма помош. Јас ќе им понудам вработување, нека почнат, има работа за сите, нека не ми кажува затоа што ја 2 работи и повеќе ги работам, па не се жалам од тоа. Да, добро, и за крај краток одговор ве молам за константниот проект за стоп питачење, до каде сме? Проектот е одличен, се движи добро, ги апдейтуваме што викаш ти институциите, работиме по програмата. Министерството за внатрешни работи до техничкиот министер му кажав да не ми го стопира проектот, да продолжи, да ги извести сите полициски станици, сите сектори, началници, командири, останати инспектори кои се за малолетни деца, да продолжи проектот во целата држава и да не застане без разлика дали е техничка влада или не, тоа нема да го дозволам. Јас кажав дека проектот продолжува. Министерството за внатрешни работи веќе одговор ни даде, јавното обвинителство веќе се вклучува, апдейт правиме како што кажат и сеат, веќе еве добивме еден одговор од Министерството за внатрешни работи дека веќе полициските станици се известени и имат програма за работа, дека постапуваат. Еве го најновиот одговор од Министерството за внатрешни работи од БЈВ за безбедност на патиштата и веќе полициските станици одговарат на нашиот одзив дека се вклучуваат и мора да одговарат на нашите барања, дека ние доставаме известување до сите полициски станици дека таму има подпитачи на тие маркирани локации. Сите ние веќе знаеме каде се, но јас ќе кажам, граѓаните, за последно на крај ќе кажам, ако го поддржат уште повеќе и помасовно се вклучат, ве замолувам престанете да им давате монети затоа што децата овие пари не ги добиваат, завршуваат кај мафијата, организаторите. И јас кажав дека со јавното обвинителство, МВР, секторот за трговија на малолетни деца, началниците, заменици, началници веќе се запознаени и ја следат будно состојбата, затоа што питачи ни носат од Штип, Куманово, Кавадарци, Велес, Прилеп, се носат во градот Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Струга, Битола. Тој дел го покриват према Кичево, баш еве сезониве за одмориве доаѓаат и бизнисот ќе се разработи, но веќе полицијата сегде будно ја следи состојбата, јавното обвинителство ние нон-стоп во комуникација 24/7 со сите обвинители комуницираме да продолжи понатака, го поддржат, будно ја следиме состојбата. Само граѓаните се тие главниот мотор да престанат да не им дават монети и да не им дават пари, затоа што они кои ќе престанат да не им дават, да не бидат зависници, ова верувајте дека ние од денеска
и до крајот на моментот кога нема да се дава, ние нема да имаме питачи. Јас кажав дека 30 години е давано, 3 децени не е решен проблемот, продолжува овој проект во 2024 година, само бараме од граѓаните, затоа што медиумите веќе не поддржаат целосно и институциите се вклучуваат и будно, ние не можеме сега преку ноќ да го решиме овој проблем. Ова е децениски проблем. Но јас кажав на мафијата, на организаторите, на учесниците, родителите им се поднесуваат кривични пријави, се одземат родителското право. Има постапки за одземање на родителското право. Сега треба да се сретнеме со председателот на судот, на судството, главниот. Треба да оствариме работна средба, веќе подолго време чекам, но негувам надеж, му досеќам, го притискам што е можно попрзо, да го смени и дополни измени законот за кривична постапка, кривично дело, да одма им се одземе родителско право, мерка притвор да им се даде на организаторите, да им се конфискува имотот, да се истражи детално што со тие пари, затоа што во еден ден израчунав дека од 2000 деца 5 милиони денари профит прават организаторите и мафијата и тие парите завршуваат кај организаторите. И затоа сега барам да се масовно вклучи јавното обвинителство, републичкиот јавен обвинител на ниво на Македонија, судството, полицијата, МВР, секторите и да се стави крај на ова, да спасиме ние 2000 деца. Бројката е поголема и нема да дозволам да замре овој. Граѓаните ги замолувам и оваа порака да ја споделат, престанете веќе да им давате, затоа што и вие правите и прекршок и ете со таа порака кон граѓаните и ќе завршиме, таа е најважна. Господине Јовановиќ, ви благодарам за ова гостување. Така, ви благодарам и на вас. И со ова гостување на Илија Јовановиќ од невладината Градиме иднина го завршуваме и ова Студио 10. Ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.